Намалувањето на температурите е една од главните причини за зголемениот број на настинки како кај децата, така и кај возрастните. Риновирусите, како и вирусот на грип, исто така придонесуваат за ширење на настинките, велат докторите. Меѓутоа, лекот не е во антибиотиците, што најчесто бараат граѓаните, туку во топлите напитоци и заштитата од загадениот воздух, кој во овој период е доста над дозволените граници. Ниска температурата, воздухот е посув и патогените организми имаат идеални услови да се размножуваат и да навлегуваат полесно во дишните патишта. Друга причина нормално се самите по себе за настинките се одговорни вирусите, меѓу кои што риновирусот, вирусот на грип и се разбира и ковид. Има доста пациенти кои што инсистираат да пијат антибиотици уште во првите неколку дена, значи кога имате слузава секреција од носот и така натака, не се препорачува веднаш да прибегнете кон антибиотик, него кон лекови кои што даваат подкрепа на вашиот имунитет. Тоа е основна препорека: лимун, чаеви, витамин С. Добар дел од граѓаните кои го прележале SARS-CoV-2, имуниот систем им е зајакнат и се отпорни на вакви настинки. Постои сознание дека има еден вид вкрстена реактивност. Ако човек бил во контакт со вирус кој што е многу сличен на SARS-CoV-2, тогаш имунитетот кој го создава кон тој вирус може да биде дел на заштита и кон коронавирусот и обратно. Но не само во главниот град. За се почестите настинки и за зголемениот број на пациенти алармираа од детските оделенија и во останатите градови во Македонија. Најголемиот дел од регистрираните пациенти биле со заболувања на горните и долните дишни патишта. Известно намалување на бројот на настинките и ширењето на вирусите се очекува дури по 2 недели, односно по стартот на второто полугодие.